Не за популистичко зголемување на минималната плата. Сојузот на стопански комори против владините најави за пораз на минималецот на 18.000 денари по нова година. Вештачкото зголемување што не ја следи продуктивноста на вработените и економската состојба на фирмите ќе донесе низа негативни ефекти, меѓу кои отпуштања, раст на инфлацијата и пораз на сивата економија. Ако сака, владата може да се откаже од дел од давачките за придонеси, кои се највисоки во регионот. Кај ефективната стапка на придонеси и данок на личен доход на бруто плата изнесува 33%, додека, за споредба, во Германија изнесува 27%, Бугарија 19%, Словенија 18%, Хрватска 17% и така натаму. Оваа разлика реално е и поголема, кој ќе се стави во однос на квалитетот на услугите кои што се добиваат од државните фондови за пензиско и за здравствено осигурување. Комората брои 20.000 членки, микро и мали компании, кои изминатиот период мака мачеле да обстојат поради последиците од корона пандемијата. Сега, наместо да ги стимулира, државата со вакви мерки ќе затвори голем дел од нив. Немате поголемо ниво на економска активност, односно ако не функционираме во подобри услови за игра, тоа што не може да барате од нас зголемување на минималните плати, кога не можеме тоа да го издржиме. Ако сме искрени во намерата како држава, во тој случај нека се откаже прво државата од својот дел од колашот, тој е во форма на придонесите. Бидејќи тој дел од колашот не го пипкаме, а само збориме за редистрибуција внатре во остатокот меѓу нас. Повисоката минимална плата ќе им ги зголеми трошоците на фирмите. Еден вработен со минималец од 18.000 денари. Газата го чини скоро 27.000 денари, со платени придонеси и данок на доход. Ова значи дека уште скоро половина од платата фирмите ја дават на државата. Сепак од владата не отстапуваат. Повисоката плата е во заштита на работниците и подобрување на нивниот стандард. Ова одлука треба да се случи во иднина и е во насока на пораст на правата на работниците и таа е одлука или закон кој што усвоен од страна на собранието. Инаку барањето на синдикатот беше минималец во висина од 60% од просечната плата, како што е во земјите на Унијата. Токму денеска статистиката објави пораз на платите, така што просечната во октомври достигна 29.145 денари. Ако се зголеми минималната на 18.000 денари, ке се надмине и тој прак од 60%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.